Здраво, јас сум Ангела Костадиновска, дипломиран градежен инженер и наставник во средното училиште на Шајплус. Предавам во градежно-геодетската струка, односно профил градежен техничар. Денес ќе ви одржам едно кратко предавање по предметот армирано-бетонски конструкции и новата наставна содржина вклештена плоча. Станува збор за еднострано и двострано вклештени плочи, кои што пресеци во вклештувањето не трпат никакви поместувања. Значи, кога станува збор за вклештување, знаеме дека во вклештувањето се оневозможени сите три видови на движења. По експора, хоризонтално, вертикално и завртувањето. На следниве цртежи се дадени три статички системи. Првиот е проста плоча, вториот е еднострано вклештена плоча и третиот цртеж ни е двострано вклештена плоча. Во вториот дел од цртежите ни се дадени еластичните линии за сите три статички системи. Во првиот случај може да се забележи дека наклонот во краевите има некоја вредност А0, дадена вредност. Во вториот случај наклонот на еластичната линија во вклештувањето изнесува е еднаква на 0, додека во подвижното лежиште има некоја одредена вредност. Во третиот случај, бидејќи станува збор за двострано вклештена плоча, двата агли на завртување се еднакви на 0. Во третата редица, значи имаме диаграми на моменти. Диаграмот на моменти на проста плоча изгледа вака. Максималниот момент е во средина, изнесува купоел на квадрат врз 8. Во вториот случај, нападниот момент изгледа вака, при што кај вклештувањето моментот е негативен. И во третиот случај, при двострано вклештена плоча, моментот изгледа вака, значи на двата краеви, односно на двете вклештени лежишта имаме негативни моменти. Вредностите на моментите се однесуваат за плочи од идеално еластичен материјал кои се идеално вклештени, односно идеално слободно налегнуваат на подпорите. Зошто е тоа така? Заради тоа што во пракса знаеме дека идеално вклештување, идеално слободно подпрено лежиште не постои. Од таа причина, вклештените плочи се порационални, затоа што може да се премости распон од 4 до 5 метри. Кога работиме за вклештени плочи, имаме статички распон кој што се пресметува по формулата 1,05 по L0. И со тој статички распон, односно со тоа L влегуваме за пресметување на дебелина на плочата. Значи имаме две формули за пресметување на плоча и тоа за еднострано и за двострано вклештена. Значи за двострано вклештена плоча минималната дебелина на плоча изнесува 0,6 по статичкиот распон врз 35. Сето тоа треба да биде поголемо или еднакво од дадената вредност која што ќе ја добиеме. И за еднострано вклештена плоча имаме минималната дебелина треба да не биде поголема или еднаква од 0,8 по статичкиот распон врз 35. Како и кога учевме општо за армирано-бетонски плочи, и овде стриктно за вклештена плоча важи дека дебелината на плочата може да се изведува со константна и со променлива дебелина, при што кога станува збор за променлива дебелина, тогаш најправилно се препорачува да се променливоста на дебелината да се прави со вути во однос 1:3. На овој слајд ни е прикажан шематски приказ на арматурен детал за двострано вклештена плоча. Според линијата на истегнување, односно диаграмот на нападни моменти кој што го објаснивме во првиот слајд, диаграмот на моменти ни беше ваков, значи и овде, како што ни оди линијата на силите на истегнување, така се поставува и носивата арматура. Значи имаме една арматурна прачка, една. Во овој случај е дадена
бидејќи е надолжен пресек. Арматурна прачка која што ни оди по целата должина во долна зона и од двете страни еднакви, односно со иста должина прачки кои што ни се поставени во горна зона и при тоа тие се поставени на растојание 0,25 по L0, односно по слободниот отвор, плюс 15 пати по фито кое што ни е усвоено за дадената арматура. Овде, на овој цртеж, имаме практичен пример на армирање на двостранно вклештена плоча. Значи, ова е истиот цртеж, само многу по-технички изработен. Значи, имаме вака. Имаме пресек 1, имаме пресек 2, кои што подоцна ќе ги објасниме долу. Значи, почнуваме со долна зона. Во долна зона арматурата ни е 8 фи 12 на метар должен. Означена ни е со позиција 1. Позиција 1 во овој цртеж ни е ова линија, ова арматурна прачка која што ни оди од крај до крај на гредата во долна зона и се вкупно 8 прачки 8-12 на метар должен. Во горна зона, како што кажавме и во претходниот слајд, значи се поставува арматурна прачка која што е покуса од долната и се поставува симетрично на двата краеви заради тоа што станува збор за двостранно вклештена плоча. Нејзината должина се пресметува по формулата од претходниот слајд, значи по формулата 0,25 по L0 плюс 15 пати по фи, значи овде ако станува збор за фи 12 се множи по 1.2, се добива растојание во сантиметри и се добива автоматски и целата должина на арматурната прачка со реден број 2, со позиција 2 и значи на метар должен во овој случај во горна зона се поставуваат 9 прачки фи 12, 9 фи 12 на метар должен. Значи ова беше долна зона, ова ни е горна зона и имаме подреден број 3, имаме разделна арматура. Значи кога станува збор за плочи, општо познато ни е дека поставуваме и разделна арматура поради која што ни служи за да ни го одржи предвиденото растојание на носивата арматура. Значи тие се поставуваат во долна зона, ни се поставени 6 фи 6 на метар должен, додека во горна зона се погусто распоредени, односно 7 фи 6 на метар должен. Бидејќи имаат еднаква должина, 6.55, тоа е должината во другиот правец, значи не по овој, туку по другиот правец, должината на сите прачки ни изнесува 6.55 метри. Од страна ни се дадени вкупен број на прачки кои што се искористени за дадената плоча. Значи за позиција 1 во долна зона се искористени 48 прачки, за позиција 2 се искористени вкупно 54 прачки, за позиција 3 се искористени вкупно 48 бројна прачки. Овде ни се дадени пресеците. Пресек 1.1, пресек 2.2. Што е разликата помеѓу овие два пресеци? Значи во пресек 1.1 се сече само арматурата во долна зона и разделната арматура, додека во пресек 2.2 ни е пресечено арматурата во двете зони со адекватната разделна арматура која што е поставена. Значи пресек 1.1 имаме позиција 1 8 фи 12, тоа ни се напречниот пресек и имаме позиција 3 6 фи 6, значи позиција 3 овде ни беше оваа горе, овде ни е исто над носивата, односно над главната арматура. Станува збор за дебелина на плоча од 12 см и општо познато ни е дека арматурен детал за армирано бетонска плоча се разгледува за 1 метар, односно 100 см. Еве ни го овде пресек 2.2 прикажан.
Имаме, значи, главната арматура во долна зона, имаме главна арматура во горна зона и овде ни се прикажани под позиција број 3 во долна зона разделна арматура и разделна арматура во горна зона. Дебелина на плоча 12, значи имаме плоча која што не е со константна дебелина по целата должина, незината дебелина изнесува 12 сантими. Разгледуваме арматурен детал за 1 метар, односно 100 сантиметри. Во следнава табела ни е дадена спецификацијата на арматурата за плочата која што ја разгледувавме во претходниот слайд. Значи имавме 3 позиции 1, 2 и 3. Автоматски овде адекватно на тоа ни се дадени фито кои што се искористени за дадените позиции, должината која што изнесува на прачката, колку вкупно парчиња имаме на метар должен и колку вкупно парчиња ни се искористени целосно во дадената плоча. Имавме, значи, две дебелини на арматура употребено, тоа се фи 6 и фи 12. Значи, овие бројки ни се вкупно должина во метар должен. Се добиваат како производ од должината по вкупната бројка на арматурни прачки, исто и за фи 6-ките. Должината по фи, значи, се собира и понатаму ни е јасно, значи овде се пресметува на крајот процентот 2% за неискористена арматура се пресметува и вкупно добиваме вредност за килограм колку што ни е употребен за армирање на оваа двострано вклештена плоча. Овде во последниот слайд имам оставено неколку кратки прашања кои што може да си ги разгледате и да си ги одговорите. И тоа е тоа. Ви благодарам на вниманието.